Во Центарот за социјална работа во Гостивар започна годишната обнова на документите за корисниците на социјална парична помош. Обновувањето на документацијата секоја година се спроведува во текот на месец јануари, а годинава е воведена нова обврска за полнолетните членови на социјалните семејства. Тие мора да се пријавуваат како невработени во Центарот за вработување. Ново што е во оваа обнова, ново е дека сите полнолетни членови над 18 години треба да се пријавуваат во Завод за вработување. И тие што се испод 18 години треба да достават потврди од школата каде што учат. Бројката на корисниците се движи тука од 1800 до 2300 секоја година во обновата. Тука има и позитивни и негативни. Откако ќе се заврши целата работа, ќе знаеме колку ќе имаме позитивни, колку ќе имаме негативни. За обнова на документите за парична социјална помош, корисниците се должни лично да се обратат во Центарот, каде треба да пополнат барање и да потпишат изјава. Останатата потребна документација и потврди од другите институции, социјалните служби ги прибираат по службен пат. А тие треба лично да дојдат, да ги потпишуваат изјавите, тие полнолетните членови, и да се пријавуваат во завод. Друга документација не треба. Другата се прибира автоматски, преку компјутер ќе ги добиеме сите податоци. Ние сме почнале гужвата, нормално дека не е дека уште не се спремни за овие работи, поеќе идат тие што се самци, ние им ги обновуваме, а на тие што имат семејство со непријавени членови, тек сигурно ќе видат средот, четврток, очекуваме да имаме поголема бројка на луѓе кои ќе бидат да се пријавуваат, да ги обновуваат документите. Со обновата на документите во Центарот за социјална работа истовремено се примаат и нови барања за социјална помош. Рокот за поднесување истекува на 29 јануари. Бројката на социјални семејства на гостиварското подрачје се движи од 1800 до 2300. Остеопорозата е болест при која ослабувањето на коските го зголемува ризикот од појава на нивни скршеници, особено во зимскиот период кога има снегови, мразеви или згави површини. Болните можат лесно да заболат од остеопороза и со години да немаат симптоми. Фрактури на рбетниот столб, кои се една од најчестите компликации на болеста и кои предизвикуваат болка во грбот, се јавуваат без или после минимална траума. Превенцијата на ова заболување вклучува соодветна исхрана и физичка активност. На оваа тема разговараме со доктор Зоран Митревски, сертифициран клинички дензитометрист и член на Македонската асоциација за применета дензитометрија. Како да ја препознаеме оваа болест и кои се првите симптоми? Споменавте во претходното прашање дека тоа е тивка болест, значи тешко се распознава. Пациентот не чувствува ништо дека има намалено коскената густина. Најчесто првите симптоми се краткотрајна болка во крстот. Но кога ќе почнат да се јавуваат симптоми каде причина остеопороза, знаете дека имате висок степен на остеопороза. Тогаш веќе настануваат микроскршеници на прешлинските тела. И затоа доаѓа, ќе видите бабички, не многу стари, кои се подгрбавени и изгубиле висината. Начин да не дојде до замав на остеопорозата е превенцијата. Како да се заштитиме? Кај остеопорозата, превенцијата се состои од физичка активност, значи редовна физичка активност и една добра балансирана исхрана, богата со калциум, богата со витамин D3. Активноста, кога има сончеви денови, знаете дека сонцето, преку сонцето организмот самиот си создава витамин D, кој што е потребен како витамин да осврзе калциумот во коските. Целосниот разговор со доктор Митревски ќе го имитуваме на крајот од регионалните вести. Од вчера до денес до 13 часот вакцинирани се 829 деца со вакцината МРП за морбили, рубеола, паротит, откако завчера беше прогласена епидемија на мали сипаници во Скопје и беше донесена забрана да се примаат невакцинирани деца во градинките.
Државниот санитарен и здравствен инспекторат вели дека во текот на вчерашниот и денешниот работен ден направиле контроли во скоро 90% од градинките во Скопје и дека досега во ниту една не е пронајдено дека е примено дете кое не е вакцинирано. Од Министерството за здравство вела дека засега нема нови случаи на заразени со мали сипаници. Од Институтот за јавно здравје пак, со препораки за санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки. Препорака за вакцинација со МРП вакцина на сите невакцинирани и непотполно вакцинираните лица со блиски контакти на заболените лица на возраст од 6, односно 9 месеци до 45 години. Редовно и навремено пријавување на заболувањето од страна на клиничките доктори и матичните лекари, изолација на заболените лица, посебно внимание да се обрне на одржувањето на хигиената во предучилишните и училишните установи, засилена дезинфекција и проветрување на просториите каде престојуваат децата. Препорака е да не се примаат на настава заболени деца и ученици со покачена телесна температура во предучилишните и училишните установи, с големен епидемиолошки надзор. Сообраќајна незгода се случила вчера околу 10 часот и 25 минути на надпатникот кај Клучката Север на излезот од Тетово кон Скопје. Во неа учествувале две патнички моторни возила Голф, едното со гостиварски регистерски таблици, управувано од 60-годишник од Гостиварски Градец, и второто возило што го управувал 41-годишен тетовец. Во незгодата тетовецот и сопатникот од истото возило од Република Турција здобиле телесни повреди. Со медицинско возило пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Возачот на вториот Голф и неговата сопатничка завршиле со полесни повреди. Извршени увити се утврдува причината за незгодата, околностите во кои се случила и се друго. Инаку во незгодата исто така оштетена е металната заштитна ограда во должина од 12 метри со браќаен знак, информираат од СВР Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 17 часот на автопатот Тетово-Скопје во близина на наплатната станица Желино лишиле од слобода 44 годишен албански државјанин поради сомнение дека илегално влегол во Република Македонија. Албанскиот државјанин задржан е во полициската станица Тетово за понатамошна постапка, информираат од СВР Тетово. 39-годишник од гостиварското село Добридол вчера пријавил дека на 1 јануари околу 13 часот од дома се оддалечил неговиот 38 годишен братучет. Се работи на негово пронаоѓање, велат од тетовската полиција. Возењето во зимски услови е предизвик дури и за искусните возачи. Замрзнати врати, прозорци и брави, како и голомразица и магла по патиштата се најчестите проблеми со кои се соочуваат. Професионалниот возач Горан Хаджилјовски Чајка со совети како да го подготвите автомобилот во зимската сезона. Некогаш ќе биде доволно да импровизирате со помрсна крема што ќе ви се најде при рака, но најдобро е да набавите соодветни средства и алати. Стандардната процедура што налага со зимскиот период да се припреми возилото, многу возачи го знаат, значи треба да почнеме од ставање или монтирање на зимските гуми на погонските тркала. Значи тие обавезно да бидат со 4 мм шара, затоа што тие после 7 степени на температура имаат друг ефект и прилагодување на патот. Значи, поради стандардот, например, збориме на возачите, пожелно и сите 4 гуми да се ставени, значи, да има зимски, али ако не дозволува стандардот, значи може само погонските. Доаѓа тука, значи, проверка на течноста за ладење. Значи, течноста на ладење може да потрае малку поиќе, сега може да се мери доколку и како. Значи, ако поминува минус 22-3, нема ни потреба да се менува течноста. Во брисачите да се стае за течност за зимски услови за брисачи, значи да се проверат исклучиво светлата, акумулаторот е битната работа, затоа што во зимски период утрото, савајлето, претежно доаѓаат проблемите, значи акумулаторот
ја има околу 40% снагата. Ја нема целосна и затоа е пожелно да се провери акумулаторот. Од друга гледна точка, замаглувањето, значи кога доаѓа зимски период, обавезно да се намести дувањето на вентилацијата да биде горе во шофершајбната, и за утринско незамаглување на стаклото најпожелно е ако може да се купи средство добро, ако не со најобичен сок од лимун да се измачка стаклото од унутрашна страна и цела зима нема да ви се замаглува. За безбедно управување со возило во зимски услови едно од најважните правила според Хаджилјовски е одржувањето на доволно растојание меѓу возилата. На подолг пат никогаш да не се тргнува со полупразен резервоар, а возачите почетници пред да се впуштат во сообраќајот да извежбаат на сигурен терен возење во зимски услови. Како професионален возач би рекол што помалку маневри. Значи што помалку маневри со волан, помалку со кочница, така да што е можно возилото да се држи растојание од едно до друго возило. Кога се искачувате, значи, во успон, подобро е да оставите една брзина погоре. За разлика од кога се спуштате, една брзина подоле. Значи, пожелно е исто да се има во багажникот лопатица, четка и ако е можно една вречица од 2 до 3 кила да има песок. Значи, за да у случајно ако сте сам на погонските тркала да се стае за да се излезе. Иначе самото возење захтева растојание, затоа што се знае во зимскиот период има и магливи денови, значи растојанието да биде што е можно поголемо. Во резерварот што е можно во зимски период има повеќе гориво, затоа што не знаете кај ќе одите, како ќе одите, за да имате грејење некакво си у случај на некаков си квар. Така да тоа се едни од најосновните работи. Значи најбитно е да бидете пажливи околу маневрирањето со кочницата, воланот и така. Од 15 ноември започна да се применува обврската за задолжително поседување и носење зимска опрема во возилата. Под зимска опрема за возила со дозволена маса која не надминува 3500 килограми се подразбира зимски пневматици на сите 4 тркала со минимална длабочина на шарите од најмалку 6 мм или летни пневматици со длабочина на шарата од најмалку 4 мм, но и синџери за снег со адекватна големина за погонските тркала или други помагала. Православните христијани овој месец ги чествуваат поголемите верски празници. Празнувањата започнуваат во сабота на 5 јануари, со чествување на празникот посветен на Свети Наум Охридски. Во манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка, со почеток во 10 часот, неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф ќе отслужи света божествена архирејска литургија. За сите верници кои ќе присуствуваат на ова патронско чествување, предвиден е бесплатен ручек и организиран превоз по цена од 100 денари во двата правца. Поаѓањето е во 8 часот од пред Центарот за култура во Тетово. По повод Бадник, Коледе, во недела на 6 јануари, ќе се служи утрена со литургија на Свети Јован Златоуст. Во 16 часот и 30 минути ќе се одржи традиционалниот божиќен концерт во изведба на реномираниот женски младински хор Менада од Тетово под диригентство на маестро доктор Ивица Зориќ во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. А веднаш потоа ќе бидат осветени бадниковите гранки од страна на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи со утрена богослужба и литургија на Свети Василије Велики на 7 јануари, понеделник, ќе биде одбележан еден од најголемите христијански празници – Христовото раѓање Божиќ. На вториот ден Божиќ, утрена со литургија на Свети Јован Златоуст, се служи во црквата Свети Димитрие, додека на трет ден Божиќ ќе има служба во сите цркви во градот. Празнувањата продолжуваат на 13 јануари, кога во црквата Свети Кирил и Методи ќе се служи мало бдение, со почеток во 21 часот, по повод православна нова година.
Пред полноќ ќе се благословат кумските колачи, кои ќе се поделат на верниците. Наредниот ден на Василица ќе биде отслужена утрена литургија на Свети Василий Велики, благодарствен новогодишен молебен во сите цркви. На 18 јануари православните христијани го чествуваат Водокрст. Наредниот ден е Свето Богојавление Водици. Ден по него православните христијани го слават Собор на Свети Јован Крстител. Месец јануари завршува со чествувањето на празникот Свети Атанасий Велики. Времето денес беше облачно со локални врнежи од снег. Дуваше засилен северен ветер. Утринската температура се движеше од -10 до -6, а во текот на денот од -5 до -1 степен. Продолжува периодот на студено време со повремени врнежи од слаб снег и засилен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од -8 до -4, а дневната од -3 до 0 степени.